Училиштата на низок старт го чекаат извештајот од Институтот за јавно здравје и ставовите на докторите кои треба да дадат препораки до Министерството за образование и наука за одложување или не на второто полугодие, поради зголемениот број на болни од грип и за 3 пати повеќе од пред 2 недели, од 200 до 250 прегледи дневно во детската клиника за респираторни заболувања Козле, 80 хоспитализации на деца на кои им треба болничко лекување, 10 деца се на кислородна поддршка поради компликации од грипот, објаснуваат од болницата Козле. Пациентите се претежно со симптоми на грип, оние кои што побаруваат болничко лекување, кои што се со пневмонии, со бронхообструкции, се хоспитализираат. Кога ќе започне школската година, можеме да очекуваме и бројот и повеќе да се голем. Пред да започне школската година, можеби бројот и нема да е толку голем. Тоа ќе се осети кога ќе почне школската година, но секако децата кои што се со симптоми, првични симптоми на грип, не треба да одат на училиште, да останат дома, за да не се шири болеста во оделенијата. На инфективната клиника има 24 пациенти кои се лекуваат. 20 пациенти се во потешка состојба и се на респираторна поддршка. Во амбулантите се зголемени и пациентите кои доаѓаат на прегледи, меѓу нив и средношколци, но со многу полесни симптоми на грип. Да, возрастна група претежно имаме и такви пациенти, но тие се со полесна клиничка слика и сите се третираат амбулантски. А за тоа дали треба да се продолжи, тоа е компетенција на Министерство за образование во корелација со Министерството за здравство. Докторите со апел до возрастните луѓе со хронични болести да се внимателни и да се изолираат од поголеми групи на луѓе и да носат маски во маркетите. Посебно внимателни да се родителите на малите деца и бебиња, да избегнуваат дружби и прошетки во затворени трговски центри.